Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Градоначалниче, одамна беше промовирана инвестицијата која се најавува за најголема во државата околу искористување на ветерот. Колку обновливите извори на енергија се значени за општината Свети Николе? Општина Свети Николе нема рудно богатство, меѓутоа има сонце и ветер. Ова е еден од значајните проекти што ќе се реализираат во наредната година. Стартуваме уште сега, меѓутоа се чека крајот да биде на 2022, со 2023 да се почне со производството од ветерниот парк. Се разбира, инвестицијата од 61 милиони евра е навистина голема, а од друга страна, општина Свети Николе, благодарики на тој ветерен парк, ги изголеми приходите на салдото на буџетот на општина Свети Николе, што па ги инвестираме ние понатаму во проектите за подобрување на условите за живот на граѓаните на општина Свети Николе. Колку ќе добива општината Свети Николе од таа инвестиција, кога ќе профункционира? Па во тој поглед секако овие што се комуналиите што ги земавме се околу 5 милиони по една ветерница, значи бидејќи се 8 ветерници, негде земавме околу 37 милиони денари, што е навистина голема сума за развој на нашиот регион. Од друга страна, сите тие вработувања, ангажирање на механизации, се надевам дека ќе има и обезбедување од страна на дел од граѓаните, ќе бидат обезбедување на тој ветерен парк. Се надевам дека затоа и велам дека ќе има корист општина Свети Николе, бидејќи согласно проектот за ветерниот парк се прави таму и еден патен правец до село Богословец, ќе го развиваме туризмот во тој регион и така натаму. Така, ветерот не е единствената алтернатива за развивање на локалниот економски развој, туку многу се полага и во сончевата енергија. Па повеќе се лоцирани овде, една е на потекот на село Амзибегово, таму имаме веќе при крај сме со постапките и за издавање на одобрение за градба на 25 мегаватна централа, каде што инвестираат 8 фирми, меѓу кои можам да кажам слободно дека најзначајна е Гени Сонце од Словенија, каде што ќе инвестира негде околу 17 мегавати. Со ова се зголемува потенцијалот на Свети Николе за привлекување на вакви инвестиции. Исто и овие фирми си плаќаат комунали, во тој дел се зголемува буџетот, а од друга страна па допринесуваме за привлекување на повеќе инвестиции и секако намалување на загадувањето на целата држава. Така, практично излегува дека како што минуваат годините, многу нешта се сменија во планирањето на локалниот економски развој, односно на она на што се базира. Што е тоа што му дава потенцијал на Свети Николе во основа? Па потенцијал секако е тука и автопатот што е од Штип Свети Николе Скопје. Имаме можности за развој и на туризмот, и на трговијата, и на производството, меѓутоа ова ни е убав проект за развој на производство на зелена енергија. Свети Николе треба да биде база, односно најголема дестинација за привлекување на инвестиции во тој поглед. Од друга страна, имаме многу као зони, индустријски зони што сакаме да ги промовираме. Малку сме закочени во постапките, се менуваше законот и така натаму, меѓутоа и при крај сме со тие постапки и се надеваме како индустријски зони каде што ќе имаме Г2 намена лесна незагадувачка индустрија, ќе можеме да привлекуваме поголем број на инвестиции, а со тоа и зголемување на бројот на вработени на ниво на општина Свети Николе. Така, речиси половина од мандатот помина во пандемија, претходно имавте доста значајни проблеми кои беа врзани со долговите на претходната локална власт. И во таа смисла, остави ли простор да се покаже менаџерската способност на еден градоначалник во Свети Николе? Добро прашање. Имавме навистина многу тешкоти со самото стапување на функција. Не се надевав дека толку ќе биде лоша ситуацијата,
Меѓутоа смогнавме сили заедно со тимот што е зад мене. Сета таа дубиоза во финансиски средства да ја исправиме и за 2,5 години ја ставивме општина Свети Николе на стабилни нози, стабилна финансиска конструкција, зголемена транспарентност и еве ни се појави потоа и COVID-19 и навистина целиот мандат ние со проблеми, меѓутоа еве имаме сила, можеме да ги реализираме проектите благодарејќи и на ова, како што кажа, финансиска стабилност, економичност, домаќинско работење во целиот овој мандат и мислам дека дел од проектите не ги реализиравме токму поради овие причини. Да, меѓутоа излегува и нови проекти. Што се случи во меѓувреме? Што е тоа што мандатот на Сашо Велковски донесува за Свети Николчани? Во секој случај имаме добри проекти во инфраструктура, во развој на комуналии, имаме реконструкции на улици, реконструкции на водоводни канализациони мрежи низ целата општина, можам да кажам. Да ги споменам само кои се од големите проекти: комплетна реконструкција на патен правец Пеширово-Ерџелија, 3,5 километри некаде тој патен правец, беше најруиниран тој патен правец во општината. Успеавме со 2 фази да го реализираме. Реализиравме исто така и 1 километар улици во село Црнилиште. Прв пат, значи после долги години се реализира такво нешто во едно село. Сега сме еве тука на патеката, ова ми е гордост што успеавме да ја направиме, убава е за као дестинација за пешачки велосипедска патека за нашите граѓани, ја користат максимално и во овој период од годината. Имаме други проекти во делот на инфраструктурата, 3,5 километри направивме нова канализациона мрежа во град Свети Николе. Се гордеам со тој проект, бидејќи успеавме оному каде што нема во градот канализациона мрежа да ја направиме. Со тој зафат веќе цело Свети Николе, значи веќе има канализациона мрежа. Од друга страна, бевме во ситуација да моравме да ја ставиме во функција пречистителната станица за отпадни води. Имавме проект преку ИПА, тој го наследивме од претходната власт, меѓутоа реализацијата и финансиските токови се иде преку нас, можам тоа слободно да кажа, меѓутоа ситуацијата таму беше трагична. Претходните власти беа депонирале таму околу 2.500 кубни метри отпад. Сето тоа моравме да го дислоцираме на депонијата и да почнеме ред по ред да ја ставиме во функција пречистителната станица за отпадни води. Еве, сега веќе имаме 100% функционирање на пречистителната станица и веќе има отпадните води во Светиниколска река се веќе почистени 100%, можам слободно да кажам. Така, еден од големите проекти кои што се најавуваше овде, зашто и опозицијата имаше големи забелешки, беше регионалната депонија. Вие кога дојдовте на мандат практично наидовте на документи кои што не беа познати ниту на вас како личност, ниту на дел од администрацијата. Што се случува сега со депонијата и како ќе оди понатаму тој проект? Во предизборието видов едни документи дека кај нас ќе се гради депонија, никој од граѓаните не беше прашан. За да биде ситуацијата уште по-голема и побитна, кога дојдов на функција како градоначалник, ни барав документите од луѓето и од Совет, и од договори, никаде ги немаше. Значи договорот што се однесува за депонијата помеѓу општина Свети Николе, ЈКП Комуналец, Источен плански регион и Министерство за животна средина го немаше никаде. И затоа истакнував цело време дека ќе прекинеме постапката, можеме да ја прекинеме постапката. Што се случи? Од животна средина ми го даваат документот со печат, подпис и сите тие работи дека општина Свети Николе се сложува да се гради депонија на тоа и тоа место таму, кај Мечкуевци.
А од друга страна има член во тој договор каде што сите трошоци, доколку се откаже договор, сите трошоци што се во однос на истражување, на студија, на геомеханика и сите тие работи да ги сноси општина Свети Николе. Ако знаеме дека ако се откажевме од договорот, а знаеме дека ќе ги сносиме трошоците, негде околу беше 2,5 милиони евра да се плати од буџетот на општина Свети Николе. Наидовме на навистина на тешка ситуација во тој дел. Што да правиме, како да правиме, со советниците од советот имавме навистина продуктивни средби и одлучивме да не можеме да се повлечеме од овој процес. Од друга страна па владата ни гарантираше дека и Европската унија ни гарантира дека тој фактички таа фабрика за пречистување на отпад ќе биде во современи услови за прочистување, значи нема да има загадување на човечка околина и така натаму. Се надевам дека со тоа ја тераме постапката веќе, како што прашавте, е формирано веќе предпријатието, а сега сме на потек да се формира и односно се избере директор, комисиите се веќе избрани. Тапкаме малку во место, дали заради оваа ситуацијата сега пред изборието, меѓутоа оди процесот, бидејќи набавивме и возила од тој проект, на потек се и контейнери за Свети Николе, треба 190 контейнери да дојдат. Така да, значи мораме да го смениме мислењето. Јас се надевам, бидејќи ми гарантира од Европската унија дека ќе биде се во најдобар ред, убаво е да се искористат тие пари, негде 35 милиони евра вкупни од проекти, меѓутоа и мораме како општини да размислуваме во тој дел, да имаме чиста животна средина, да ги сите овие диви депонии да ги затвориме, да ги прочистиме и редно е да се чувствуваме како граѓани на Европа во 21 век. Така, од аспект на, да го споредиме периодот на доаѓањето во градоначалничкиот кабинет, да кажам, па до сега, ви се сменили перцепцијата за тоа што е вашата улога, што е тоа што прави еден градоначалник и се разбира соработката со централната власт. Многу ваши колеги забележуваат дека бавни се процедурите, многу тешко се доаѓа до документација, особено до ДУП-овите и така натаму, што го отежнува реализирањето на предвидените проекти. Перцепцијата за градоначалник ми се смени веднаш, само што стапив во функција, можам слободно да кажам. Првата година беше многу тешко. Многу тешко. Очекува многу вработувања, а градоначалникот не може да ги вработи сите, реално. Очекува да се направи ова, да се направи она. Претежно ми беа околу вработувањето, да ви кажам. Меѓутоа, се надевам дека народ веќе има перцепција за тоа дека градоначалникот нема волшебно стапче за да можеме да ги сите тие што застана зад мене, па и не морале да застана за мене, значи обичен граѓанин, ако можеме, ако има квалификација, може да се вработи било каде, меѓутоа и не мора и во локалната самоуправа. Соработувам во тој поглед и со сите приватни фирми тука на ниво на Свети Николе. Успеавме нешто да анулираме, меѓутоа ова и со ковидот, да ви кажам дека ми се навистина цела година, 15 месеци, минатата година успеавме да ја држиме ситуацијата под контрола, благодарејќи на добрата соработка со невладени организации, со МВР. Меѓутоа, болеста си е болест, пандемија си е пандемија и отиде малку во контрола, сега се стабилизиравме. Што се однесува до соработката со централната власт, не знам што да кажам. Мислам дека имаме добра соработка. Благодарејќи па на неа зборам во делот на стабилизирање на општините, благодарност е стварно, значи премиерот имаше таква доблест да ни помогне во старт, што се вика на општините, каде што голем дел од средствата ги навистина употребивме на право место за да можеме да се разложиме. Од друга страна, голем дел па од проектите, токму поради таа инертност на централната власт, не успеавме да ги реализираме. Да кажам дека урбанистичките планови треба магично стапче да имаме за да ги донесеме. 2,5 години го донесувавме урбанистичкиот план за сега за идниот базен,
што треба да го правиме. 2,5 години. Цело време тапкаме во место. И додека не ја зголеми в комуникацијата и со моментално министерот за транспорт и врски, со Бочварски, немаше да успееме. Немаше да успееме. Така, одеме таму, се молиме и се надевам дека ова е генерален проблем на сите градоначалници. Генерален проблем. Од друга страна, имаме со животна средина, можам да кажам, моментално има добра соработка. По другите институции, култура, така, имаме соработка коректна, што би се рекло. Меѓутоа, главните проекти ни зависат на вистина транспорт и врски, централна власт, влада, нешто, значи тие поголемите проекти што можеме да ги реализираме, што ќе значат добро за граѓаните на општина Свети Николе, можеме да најдеме подобри моменти и подобри услови и подобра комуникација за реализирање на сите овие проекти и на вистина, бидејќи сме спремни ние како општини. Сега документацијата е многу гломазна за да можат тие проекти да се реализираат. Вие сте економист по професија, даноците се, да кажам, ваша специјалност. Свети Николе веќе влезе во еден пилот проект кој што ќе значи поинакво собирање на приходите. Како сметате сега од оваа перспектива, значи и од професионална, но и од друга страна како градоначалник, колку може општината самостојно да собира пари? Па, согласно ова, бидејќи јас бев вклучен во данокот на имот кога работев во УЈП, јас знам таа проблематика, ми е навистина во преден план. Мора да најдеме начин да се зголемат приходите, основните приходи на општината, не само на нашата општина, зборам и на ниво на држава. Мораме да, сега сме во тек, Свети Николе можам да потенцирам дека е во проект на USAID, каде што можеме да ги зголемиме даноците зборам за данок на имот, во однос на тоа да ги споредиме од катастар податоците со нашите податоци што се и веќе да ги имаме сите тие податоци кој не пријавил имот, колку е вредноста на тој имот да се зголеми и така натаму. Верувам дека тој проект ни е од голема важност за секоја општина, бидејќи имаме голем дел легализирани и нелегализирани објекти каде што ни се губат тие парични средства. Со овој потек ќе направиме напори да се стабилизират и овие основните приходи на општините да се подигнат на значајно ниво. Да, од таа перспектива, колку тој имот не е прикажан во книгите кај вас? Па јас мислам да ви кажам дека, бидејќи јас го работев данокот на имот некаде до 2001-2002 година како беше, мислам дека за едно 30 до 40% ќе се зголеми стапката, односно приходите на данок на имот на ниво на општина. Тоа не е мала вредност. Да. На крајот сте од мандатот. Што е тоа што остана нереализирано, што треба да се дореализира или пак новите проекти кои што стојат пред кој да дојде, дали вие, дали некој друг? Па имаме во тек се постапките, да ви кажам, заради ова пандемијата јавните набавки не ни беа како што треба. Меѓутоа, поштуваме со реализација на значени проекти. Во преден план ни е базенот, бидејќи закаснаме малку, задоцнеме малку и со донесување на урбанистичкиот план. Постапката е во тек, значи ќе почне да се гради без разлика дали идат избори, дали не. Ние имаме обезбедено парични средства за тоа. Негде 12,5 милиони денари, тоа е како прва фаза. Се надам дека сите николчани заслужуваат такво место за уживање и за рекреација, а од друга страна имаме проекти околу изградба на улици, зедовме кредит од Светска банка, завршена е целата постапка, очекуваме само зелено светло и да почне да се градат, значи негде 3,5 километри се улиците. Имам уште реконструкции на улици, две што е завршени и постапките и тие ќе почнат да се градат. Ќе речат сите дека пред избори, меѓутоа така се наместија коцките, имавме навистина проблеми. Од друга страна, имаме проект во
за противпожарната станица, тоа е пак грант од друга страна на Америчката амбасада. Благодарност истакнувам до нив што навистина ни излегува во пресрета и ќе имаме најсовремена станица на балконот во тој дел. Во тек се набавки на противпожарни возила, 2 противпожарни возила, едното од Англија, другото е од Пут Сонце од Словенија. Наредната недела ќе ни стигнат едното возило ќе ни стигне, а во август ќе ни стигне возилото од Велика Британија. Имаме проекти во инфраструктура, во комуналите, Мустафино, завршен е тендерот за првата фаза од канализацијата во Мустафино. Преку ТАВ треба да се гради канализациона мрежа во село Пеширово. Во Орел исто имаме поднесено за водовод во село Орел, за водоводна мрежа. Имаме проекти што ни застанаа, меѓутоа имаме парични средства што можеме да ги реализираме и преку Бирото за регионален развој, и преку платежна агенција. Се надевам дека кој да дојде и да дојде друг градоначалник, тие проекти мораме да ги истуркаме, односно да се реализираат. Горд сум што кај нас во претходно ги реализиравме околу отворениот пазар, ја реконструиравме фонтаната. Сега се работи моментално на градскиот стадион, каде што поставуваме ограда, столчиња, трибини. Таму треба да се постават и монтажни барајки за собликувални на фудбалерите, а од друга страна во образованието навистина направивме многу направивме. Секаде ги реконструиравме тоалетите, електрични инсталации. Сега предвидуваме со ребалансот на буџетот, што беше пред 2 недели, да се изградат и 2 сали, као шатор сали, фактички балон сали со конструкција, за да можеме на децата односно на учениците од Соуко, Чорацин и од Даме Груев од село Ерџелие да им дадеме услови за спортување и рекреација. Да, и за крај како го замислувате Свети Николе во наредните 10 години? Што очекувате да стане? Свети Николе треба да стане вистинска оаза на привлекување на инвестиции во делот на фотоволтаични централи и на ветерници. Верувам дека земјоделците нема да ми се лутат, меѓутоа кај нас имаме доволно површина, што ќе значат и импулс повеќе за развојот и на туризмот, меѓутоа и за привлекување па други инвестиции во делот на земјоделието, во делот на лесна незагадувачка индустрија. Имаме голем потенцијал, блиску сме до Скопје, блиску метеоролошката станица ни е тука, блиску сме до сите збиднувања што можат да значат голем дел од привлекувањето. Направивме напори да можеме да обезбедиме место, доволни простори за инвестиции во семени куќи, во колективни згради и со тоа да привлечеме можност, бидејќи се работи за чисто место, Свети Николе, зборам од еколошка гледна точка, голем дел гледам дека од жителите на Скопје веќе градат викендички на потегот на метеоролошката станица, односно селата Сопот, Трстен и Преод, и полека ќе го развиваме и тој вид на туризам што се вика. Ви благодарам, многу успех. Благодарам на вас. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk